Молк од Министерствата за надворешни и внатрешни работи дали ќе преземат нешто против Фондацијата Македонија, која стои зад налепниците Еден народ сме со споено македонско и бугарско знаме. На чело на оваа организација е Виктор Стојанов, еден од најголемите пропагандисти за наводното бугарско потекло на Македонија. Фондација Македонија за оваа своја акција се пофали и на Facebook, испраќајќи порака дека македонскиот јазик бил бугарски. Фондацијата Македонија подготвува 10.000 шарени лепливи стикери кои ги изгледаат вака. Нашите активисти ќе лепат стикери по улиците на сите градови во Македонија. Нема правописна грешка. Само надписот е МК, норма на бугарскиот јазик. Виктор Стојанов е инаку бугарски државјанин, на јавноста стана познат во текот на ланската година, кога преку социјалните мрежи нудеше на подарок бугарски книги на македонските граѓани, а за истата акција самиот се фалеше на социјалните мрежи, потенцирајќи дека станувало збор за бугарски народни песни од браќата Миладиновци. Здравейте, пристигнахме на Скопје. Зад мен се книгите. Тук имаме хора които очакват да ги получат. Сега ще ги разтоварим и ще отидем за още няколко града, където също да разтоварим книги. Всички книги ще бъдат разпределени до 920 души. 920 книги български народни песни на братја Миладинови. Во последното видео кое што го објави на својот Facebook профил, Виктор Стојанов испраќа порака дека Охрид и Скопје се бугарски градови. Хората са повече от лято. Сега? Да. И до пенеште. Ова не е прв пат вакви или слични провокации да доаѓаат од бугарска страна, но проблемот е што македонската влада за нив речиси никогаш не реагира. За разлика од нашите власти, од Софија има реакција на највисоко ниво, дури за беззначајни и банални работи кои често немаат врска со правата на бугарите во Македонија.